Македонија и Албанија имаат многу полиња на кои може да соработуваат и имаат заеднички интереси за иднината, беше заклучокот по одржаната тет-а-тет средба помеѓу претседателите на двете земји, Ѓорѓе Иванов и Илир Мета. На средбата која што ја оценија како конструктивна, претседателите разговараа за прашања кои ги засегаат и двете земји, согласувајќи се дека реалноста која ја имаме во нашиот регион е дека сите земји треба да соработуваат, бидејќи имаат заеднички интереси и цели, како и заедничка иднина. Особено што веќе од 1 јануари една земја од регионот претседава со Европската унија, тоа е наша соседна Бугарија. Тоа што идната година Македонија претседава со брдоприони процесот, тоа се настани кои треба да се искористат за да може целиот регион да ја почувствува благодетта од процесите кои се почнати и се одвиваат во нашиот регион. Така да од аспект на иднината ги согледавме и односите меѓу нашите земји, односно она што не очекува. Во однос на НАТО почнавме заедно, но сега Албанија е членка на НАТО, а ние се уште чекаме да бидеме поканети за наше членство. Сега очекуваме Албанија да ја повлече Македонија да биде членка на НАТО и да помогне во добивањето од покана да станеме членка на НАТО. А во однос на Европската унија, се тоа на што Македонија го има досега направено, тоа искуство ги стои на располагање на Албанија при нејзиниот пат кон европските интеграции. Според двајцата претседатели, во однос на зближувањето на двете земји потребно инвестирање во инфраструктурното поврзување со цел зближување на бизнис заедниците. Трговската размена на две такви блиски земји се уште не задоволува. Оправдување од страна на бизнис заедницата е поради инфраструктурата која се уште не постои меѓу нашите две земји, мислејќи на железничкото поврзување и пристап до пристаништето во Драч кој може да биде од голем интерес за нашите бизнисмени. Албанскиот претседател Мета нагласи дека односите помеѓу овие две земји не се само од екзистенцијално значење, туку се решавачки и за заедничката европска иднина. Мислам дека во оваа насока Македонија и Албанија може да представуваат навистина пример за целата соработка во целиот регион. Исто колку што ние можеме да имаме позитивна улога како носители на вакви високи функции во двете земји, иста позитивна улога може да играат и албанците во Македонија и македонците во Албанија. Во таа насока би сакал да истакнам дека со големо задоволство може да констатирам дека албанскиот фактор во Македонија е ориентиран кон стабилност, кон соживот и кон интеграција во ЕУ и НАТО. Исто така сакам да изразам мојата гордост со заедницата, македонската заедница во Албанија заради нивните вредности кои што и ги даваат на нашата земја, заради нивното културно богатство, традицијата и заради фактот дека тие представуваат навистина богатство, но исто така и мост кој што ги поврзува нашите. Сите очекуваме со нетрпение Македонија да си го заземе заслуженото место во НАТО и да означи видлив напредок на патот кон европската интеграција. Покрај тет-а-тет средбата на двајцата претседатели се одржа и пленарен состанок на делегациите на Република Македонија и Република Албанија, а албанскиот претседател во текот на официјалната дводневна посета на земјава има средба и со претседателот на собранието Талат Џафери.